што сме токму на овој настан сите заедно. Ти благодарам, Антонио, што седна од другата страна масава поради родова равноправност. Ке зборуваме денеска на Националната ЛГБТИ конференција, разговори под виношитото, потреби, предизвици и приоритети, што се однесува до агендата. Значи, во првиот дел ќе имаме панел дискусија на тема од конверзација до трансформација, ЛГБТИ правата во новиот политички контекст во Република Македонија, каде што панелистки ќе бидат Ивана Туфекчич, пратеничката во Собранието на Република Македонија, Ѓултен Мустафова, државна советничка за недискриминација и човекови права при Министерството за труд и социјална политика во Република Македонија, Ирена Цветковиќ, извршна директорка на коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, и Јасна Оровчане Саранđеловиќ, проектна координаторка при Македонското сдружение на млади правници. Потоа ќе имаме една кратка пауза, која што одеде 15 минути, јас ќе ви ја скратам на 10, и за да може да бидат 20. И презентација веднаш по неја ќе следува на истражувачки наоди, без закони, се е џабе, всушност презентација за ова што имате можности на почетокот на влезот и како добиете. Процена на потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија, како и ќе отвориме и дискусија по однос на тоа со Викторија Бондичова, координаторка на програма за истражување и политики од Субверзивен фронт. Уште една кафе пауза, па презентација на предстоен истражувачки извештај, политичко учество на ЛГБТ и лицата во Западен Балкан и дискусија со Александра Тимовска, координаторка на програма за застапување Субверзивен фронт, при што ќе имаме завршно обраќање веднаш по таа презентација на Антонио Михајлов, председател на Субверзивен фронт. Мислам дека е редно да почнеме. Веднаш, Антонио, сакаш да се обратиш, поведете. Видовме да има различен вид на групи на луѓе, присутни луѓе од заедницата, луѓе од државните органи, луѓе од невладините организации, луѓе кои доаѓаат од аматорската заедница. И затоа што овие наши проблеми што ги имаме веќе неколку години назад детектирано во нашите извештаи, во нашите истражувачки наоди и во извештаите на многу меѓународни организации и институции, се проблеми кои не засегаат сите и не е само исклучиво една група на луѓе. Јас се радувам што од сите панелистки во овој случај прифатија да учествуваат и да дават нивно излагање во рамките на оваа конференција денешна. И се радувам понатаму на луѓето кои ќе бидат презентирани во рамките на вториот блок од процената на потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија. И најавата што следи во третиот блок за регионалните истражувања за политичко учество на луѓето во Западен Балкан. И посакувам и себе и на сите нас овде присутни интерактивна дискусија, вклучување со прашања и одговори во доменот кој ние го поставивме во оваа рамка, но може да излезат овие прашања надвор таа рамка. А се со цел дискусија или од конверзација кон трансформација за правата и статусот на ЛГБТ луѓето во Македонија. Благодарам. Најпред ви благодарам многу на поканата. Секогаш ми е чест да прифаќам ваков тип на покани, особено кога се зборува за човекови права. Бидејќи ние денеска нема да зборуваме за некакви посебни права, специјални права, ќе зборуваме за елементарни човекови права. И од тука последниве денови често зборувам од родово базираното насилство, сега ова, и правната рамка, односно законската рамка ја оставам на крај, затоа што за волја на вистината ние во ова поле не, меѓутоа во другите полења имаме најчесто добри закони, меѓутоа не достига имплементацијата. И она на кое што би сакала да се осврнам се две огромни поенти. Првата е околу нас како јавни функционери кои имаат за задача да носат, да креираат политики и да носат закони, владата да ги изготвува претходно или пратениците сами, меѓутоа таа улога е двојна. Едната е нашата лична перцепција или лично верување, а втората е особено кога се работи во доменот на човековите права,
што ние како држава им обезбедуваме на нашите граѓани кои без разлика на нивната вера, нација и останата припадност, особено сексуална припадност, чувствуваат бидејќи тие се даночни обврзници. И ние сме платени од сите тие граѓани и не можеме тука да бираме кои граѓани не плаќа, кои не. И тоа е еден огромен предизвик за голем дел од пратениците во сегашниот и во сите претходни состави, како да го надминат личното верување дека не ги поддржуваат или дека не се согласуваат со тоа дека ние без разлика на тоа што ние самите чувствуваме мораме да обезбедиме елементарни човекови права. И како собрание, како институција, како највисок законодавен дом, ние мораме да ги гарантираме и штитиме тие права без разлика дали тоа ни се допаѓа или не. За жал, во изминатиот период видовме дека голем дел од носителите на јавни функции создава општество кое едноставно не прифаќа разлики по било кој основ. И тоа е сериозен предизвик и проблем. Вие ќе напишете закон, меѓутоа понатаму треба општеството да се работи со граѓаните за да можат да го прифаќаат тој закон. И намерно не велам да го толерираат, намерно не зборувам за толеранција, затоа што тој збор многу често се злоупотребува. Ние не толерираме луѓе кои имаат различна сексуална припадност од нашата. Ние ги прифаќаме. И тоа е елементарна, можеби на некој случај лексичка разлика, меѓутоа има сериозна разлика меѓу толеранција и прифаќање. И од тука Собранието на Република Македонија ќе го добие, се надевам, од Министерството за труд и социјална политика наскоро Законот за заштита од дискриминација, кој е многу изменет, особено во делот на внесување на сексуалната припадност и родовиот идентитет како основ за дискриминација. Меѓутоа, ништо не би значило тоа доколку не се измени Комисијата за спречување од дискриминација, која за волја на вистината во текот на годините стана Комисија за дискриминација. Наместо да ја спречува дискриминацијата, таа дискриминира, па така гледаме председател на таа комисија кој што излегува и кој што оперира со термини како скоросоиди и странски платеници, што е нонсенс сам по себе. Мислам дека сега е моментот да почнеме да зборуваме за овие прашања без страв и политичка калкулација. И тука доаѓам до втората поента, а втората поента е дека за волја на вистината повозрастните пратеници често пати се повеќе ги прифаќаат и поотворено говорат за овие прашања, како например пратеникот мојот драг колега Бранко Мануиловски со своите 75 години кога излезе и бараше да легализираме хомосексуални бракови со солзи во очите. И тие имаат повеќе храброст затоа што не користат политичка калкулација. Помладите за волја на вистината често пати користат политичка калкулација, односно вагате колку поени ќе добијам сега кога кажам ова, па колку поени ќе изгубам, па дали ќе ме гласаат, па нема да ме гласаат. И тоа е сосема погрешно, особено кога зборуваме за човекови права. И тука стигнувам до последната поента, дека во моментов има многу позитивни сигнали од сите чинители во јавната сфера, особено во оние кои што ги велиме decision makeri, односно носителите на одлуки, бидејќи можете да го видите премиерот на прослава на LGBT роденден. И тоа е нешто кое што не сме можеле да го видиме претходно. Сега тоа е знак дека кога оваа влада и ова парламентарно мнозинство е подготвено, ова е многу лошо случај. Не може да бидете мора да го сторите тоа, бидејќи се работи за граѓани кои тоа го бараат од нас и тоа не е мала група на граѓани. Ние имаме должност да ги заштитиме нивните права без разлика на понатамошните спинови и манипулации кои што ќе се прават, меѓутоа она што сите заеднички кои седиме на масава, седиме и носители на одлуки и граѓански сектор, имаме задача да зборуваме со општеството, да зборуваме со граѓаните на општество,
дека никој не ви задира вас во вашиот дом, доколку државата ги штити правата на сите граѓани подеднакво. Благодарам многу за поканата. Ја денес ќе дадам краток осврт на тоа што е вклучено во новиот предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Пред да дадам краток осврт, сакам да кажам дека како вработена во јавна администрација, нашата борба во сектор за еднаквост почна во 2016 година, кога со многу лобирање успеавме да внесеме зборчето ЛГБТ во визијата на новата стратегија за еднаквост и дискриминација за наредните 6 години. Тоа беше првиот успех кој што го постигнавме како државни службеници. Потоа во 2016 година исто така се формираше таа работна група, која што е составена од меѓународни организации, невладини организации, без исклучок на ниту една, која што работи во областта на дискриминација и државни институции со цел да почнеме да работиме на предлог измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Зошто тоа го направивме? Затоа што видовме дека не постои ефикасна заштита од дискриминација и не постои ниту ефикасна превенција на терен. Затоа што постоечкиот закон има потреба од подобрување со цел да се постигне таа ефикасна заштита од дискриминација. Презентацијата на новите предлог измени, кои што денес ќе ги кажам, се надевам дека сега за сега се поддржани од сите релевантни фактори, како и на меѓународни организации, така и на владини и државни институции. И се надевам дека на тој начин како што ги предлагаме, на крај така ќе бидат и усвоени. Нема никакви големи измени. Значи, во новиот предлог текст, тоа што е значително се менуваат основите, односно се додава сексуалната ориентација и родовиот идентитет како нови основи. Потоа има во тој првиот општ дел бракот до сега како исклучок од дискриминација, кој што беше дефинирано во постоечкиот закон, се исправа. Односно, затоа што реално нема ни потреба тука да стои, бракот се дефинира во друг закон и нема потреба да стои во Законот за спречување и заштита од дискриминација, што тој се исправа како исклучок од дискриминација. Се подобрува начинот на работење на Комисијата за заштита од дискриминација, односно истата се професионализира, тука се и најголемите измени во законот. Се предвидува дека со новиот закон, доколку не така ќе биде усвоен, комисијата, членовите на комисијата веќе нема да може да работат и како да имаат друго некоја работно место и да бидат вклучени во комисијата, туку ова ќе се смета како јавна функција и нивниот претходен статус ќе мирува, што значи дека 8 сати од нивното работно време ќе треба да бидат фокусирани во оваа област. Се предвидува измена на мандатот на членовите на комисијата, со тоа што едните ќе бидат со 3 години мандат, другите со 5 години мандат, на тој начин ќе се објавуваат биогласите, со цел да се постигне институционална меморија. Потоа се менува делот, односно се додава и се подобрува делот како услов за да се стане член на Комисија за заштита од дискриминација. Предлагаме да членот да има 7 години работно искуство во областа на човековите права, од кои што 5 години ќе има работно искуство во областа на недискриминација. Потоа во овој дел се менуваат надлежностите на комисијата. И изборот, да заборавте да го кажам, при изборот на членовите на комисија се додава нов член во законот кој што тврдува дека комисијата за именување по собранието на Република Македонија ќе има обврска пред да го достави предлогот до собранието да гласни на членовите да организира јавна расправа за тоа кои се достави апликација и да ги покани невладините организации, како и други релевантни институции да дебатираат за поднесените апликации за членови на Комисијата за заштита од дискриминација, па потоа да се достави предлогот до собранието за гласање. Се надеваме дека тоа не ќе има никакво влијание од тие кои што на терен едно работат во оваа област и се среќаваат со дискриминација. Се подобруваат надлежностите на Комисијата за заштита од дискриминација во поголем дел, меѓу кои се додава нов член кој што дефинира дека комисијата ќе може од сега па натаму да дава и општи препораки, а не само да чека да се доставуваат пристапки па по истите да одлучува. Исто така се испрва делот од законот кој што предвидува дека комисијата може да донесе одлука да не одлучува по одредени пристапки, доколку смета дека со тоа нема да се исполни целта, што значи дека ќе мора да постапува по сите доставени пристапки. И во случај кога нема да постапува, подносителот на пристапката ќе има право да поднесе пристапка до државниот инспекторат дека комисијата не постапува по пристапките. Значи тоа е делот тука
дефинирано тоа. Потоа исто така значи дефинирано е делот на комисијата дека доколку дискриминаторите во случај да не постапат по препораките кои што комисијата ќе ги даде во нивните мислења, за кои што се скратени скоро сите рокови за постапување, ќе мора да поднесе да покрене иницијатива пред суд за прекршоци, односно да се реализираат оние прекршочни глоби кои што се предвидени во постоечкиот закон, но посебно ниту имаш комисијата, иако и сега имаше право, но сега се дефинира тоа право многу подобро, се зајакнува улогата на комисијата со тоа што ќе има право да поднесува иницијативи да покренува пред суд за прекршоци за сторителите или на дискриминација по било која основа, доколку не постапат по препораките на комисијата за заштита од дискриминација. Тоа е накратко во однос на делот како се подобрува работата на комисијата. Се додава нов член во законот во делот на судска заштита, односно како доказ ќе може да се користи ситуационото тестирање и статистичките податоци. Потоа тужбата од јавен интерес се подобрува во однос на невладините организации кои што нели досега работат во област и покренуваат судски случаи, дека ќе може за дискриминација кога се врши поголема група на лица да покренуваат постапки без претходно да бараат согласност со сите или лица, бидејќи се работи за поголема група. Секако за индивидуалците понатаму ќе мора да варди исто. Накратко, значи и исто така на крајот во прекршочните одредби се менува значи висината на глобите со тоа што се зголемуваат глобите за вршење на дискриминација и како и за физичките, така и за правните лица. Значи накратко тоа се новите предлози за измена на Законот за спречување и заштита од дискриминација, значи се подобрува сите делови и во првиот дел во основите и во професионализација на комисијата и постапувањето на комисијата за заштита од дискриминација и во судскиот дел и прекршочните одредби. Понатаму по донесувањето на овој закон, во оваа фаза, моментално сме веќе во завршна фаза, односно законот е веќе првата драфт верзија на законот е изработена. Министерството за труд и социјална политика има добиена техничка помош од страна на Венецијанската комисија и во оваа фаза законот сега се надам ова недела веќе ќе биде доставен на мислење до Венецијанската комисија, каде што очекуваме дека нема да има многу забелешки, бидејќи изработен согласно сите меѓународни стандарди како што се очекува. По донесувањето на овој закон, следно што е предвидено во стратегијата за еднаквост и дискриминација е усогласување на сите останати закони со овој закон за спречување и заштита од дискриминација. Добар ден на сите. Можеби како некаков премин кон оно што сакам да го кажам, ќе го искористам времето да ве потсетам дека до сега зборувавме за законот за спречување и заштита од дискриминација, закон кој што беше донесен во 2010 година. Тоа е пред околу 7-8 години. 7-8 години нам не беа потребни да врескаме на сите страни, да ги искористиме сите можни аргументи, алатки, методи, за да кажеме дека овој закон не е добар. Овој закон можеше и функционираше. Ние сме испраќали десетици, не знам, стотици, не знам колку представки и до комисијата и до други тела врз база на законот во однос на дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет. Значи, тоа можеше да функционира, но оно што е важно и со што велевме дека мора сексуалната ориентација и родовиот идентитет да влезат како основи, е заради тоа што на тој начин ние ќе покажеме политичка волја и спремност да се справиме со дискриминацијата од една страна, но од друга страна да ги охрабриме членовите на заедницата, да ги користат демократските механизми и да бараат заштита при прекршување на нивните права. И што ни покажува ова искуство? Ова искуство ни покажува дека само кога има политичка волја, работите може да се сменат многу брзо. 7 години не успеавме ништо, со доаѓањето на една нова власт, која беше спремна. Колку месеци? Ако се земе реално фактот како се формираше влада и колку беше тоа проблематично, ева неполни 4 месеци. Толку е потребно за да се донесе еден добар закон
кој што ќе одговара на потребите на сите, не само на ЛГБТ заедницата. Во таа смисла, уште кога зборев со Антонио, знам дека тој сакаше да зборува многу повеќе во однос на закони и политики, на она што се намери на коалицијата или на ЛГБТ движењето во однос на застапување. Но имајќи предвид дека имате една фина овде анализа, која што вели без закони се е џабе, јас ќе поставам тоа на анализата, накратко ја разгледав, речиси со све се согласуват, колку што можев да видам, ама ќе пробам да ја дадам на друга страна. Точно, без закони се е џабе, меѓутоа, без развој, без еманципација и без едукација на општеството, исто така се е џабе. Во периодот што е зад нас, на периодот кој следи коалицијата и луѓето тука, многу активно работиме на закони и на политики. Сега го кажавме законот за спречување и заштита од дискриминација, потоа законот за правно признавање на родот, добиените случаи пред управниот суд за промената на ознаката на пол, зголемената соработка со Агенцијата за водење на матични книги и сегашниот директор и така натаму. Потоа голем фокус на она што го прави Министерството за образование и наука, ревизијата на учебниците, во чија што работна група коалицијата е дел. Соработката со Министерството заради историчните училишни служби, односно активот од Скопје, заради превенција од насилство и булинг, кои што имаат основа токму од родово базираното насилство, но и хомофобичното и трансфобичното насилство и булинг во училиштата. Но оно што сакам да го истакнам е дека на овој начин отворената поддршка од властите, пратениците, луѓето од министерствата, дури во момент кога во овој момент немаме ниту еден донесен закон, многу значи. Јас ќе ви кажам еден случај кој што беше многу интересен. Се работи за едно дете, 17 години, кој што е транслисон во честа комуникација со детето и со неговото семејство. Пред некој ден дојде мајката кај нас, кај мене во канцеларија, и ми кажува дека детето видело на слики дека господин Зоран Заев, премиерот, бил на роденденот на ЛГБТ центарот. Инаку се работи за едно дете кој што е во исклучително тешка состојба. Компletно демотивирано, затворено дома, не комуницира со никого, излегува само на вечер и така натаму само. Дојде мајката и ми вика, мене, моето дете ми кажа, мамата мола му дека Заев и каже му да ми ги смени документите. И знам ли, на секој од нас тука му е јасно дека Заев не може да ги смени документите, но оно што за мене беше исклучително важно е да препознам дека тоа дете одеднаш му се враќа довербата во системот. Може би во тој момент системот е преследен во задек. Но тоа не е проблем со самото доаѓање на мајката. Процедурата е започната, детето ќе влезе во постапка, ќе почне да ги менува своите документи. Што значи тоа? Дури во ситуација кога немаме ниту еден закон, овој начин на поддршка ги враќа овие луѓе во системот. Така ги враќаме луѓето во системот, така ги враќаме луѓето во општеството и на тој начин овие луѓе почнуваат да се чувствуваат, ако ништо друго, може би не заштитени, може би е прерано, но да се чувствуваат како еднакви членови на општество и на оваа држава и решенијата на своите проблеми почнуваат да ги бараат на вистинските места, а тоа е во институциите за системот, и за тоа постојат институции. Така што, додека течат сите овие работи, носењето на законите, политиките, стратегиите, акцијските планови, кои што се исклучително важни, мора, и е светот дека исклучително важно, паралелно да течат процеси и иницијативи кои што ќе го спремаат целокупното општество, за да заедно влеземе во една нова средина, не сакам да кажам нова ера, ама натаму люди да работат. Значи, недостатува уште малку храброст кај министерствата, во институциите, се уште се плашат да, токму заради калкуланството,
се уште се плашат и сметат овие теми за прехрабри, ама тоа е наша работа. Треба да кажам дека ова воопшто не се храбри теми. Ова се нормални теми кои што ги има во секоја нормална држава. Така што недостасува многу работа во училиштата и она што претходната власт многу се плашеше, а тоа е ние заразните да не преземе кај децата, сега е време да се отворат вратите. Училиштата ни се жаришта на боледи насилство. Ние се уште не знаеме колку имаме деца со сериозни психосоматски состојби, нарушувања, заради тоа што се жртви на исклучување, имаат пречести искуства на срам, насилство, вознемирување и слично. Значи, училиштата мора да се отворат, ова е еден апел до Министерството, отворете ги вратите, ништо лошо не носиме таму. Носиме помош. Медиумите исто така, сметам дека треба да ја дигнат малку темата за човековите права. Малце повисоко на агендата. Јас се разбирам, важни се медиумите, важно е правосудството, важно е регионалната политика, односите со соседите, ама човековите права мора да се на еднакво ниво. Не знам тоа колку медиуми дојдат денес, може би да речеме, и досадни се овие конференции за медиумите, ама има и јадници приказни кои што овде можеме да ги споделиме и ќе бидат интересни за медиумите. Потребен е сериозен исто така влог во продукцијата на знаење, а како? Ако не преку влез во курикулумите и учебниците. Она што досега го правиме е, се бориме да се исфрлат оние страшни хомофобични, трансфобични содржини од учебниците, може би на Фейсбук и видовте дел ги прикажат, но тоа не е доволно. Ние мора да понудиме знаење за идните професионалци во својата област да знаат како да работат. Продукцијата на знаењето на една држава креира генерации кои што носат своји доминантни ставови и вредности, кои што се билек на една генерација. Мора да вложиме во нивните генерации. И да не редам, полиција, судство, обвинителство, вложување во пристапот, достапност на квалитетот на здравствени услуги за транслици и така натаму. И оно што на крај сакам да го кажам е дека почнавме од прославата на Хлебен центарот, ќе ја завршам со еден цитат кој да го чув, тоа преживеавме режим. Бевме малку, се сеќавам на почетоците, две десетина. Јована, Пиле, Антонио, уште Кочо, Славчо, кои не се тука, Драгана. Стварно бевме многу малку. Секој од нас беше барем по една жртва на насилство, некој 2-3 пати. 6 пати ни вандализира објект во кој што исто така ништо лошо не правевме. Тоа беше единствениот социјален простор кој што ние го имавме, кршен, парен, каменуван. Изгубив работа заради тоа што критикував хомофобичен учебник. Завршив на обвинителна тупа со барање од одштета од 30.000 евра на 3 професорки кои што ширија хомофобија. Во исто време бив избргана, односно изгубив работа на факултетот на Институтот за родови студии. Колата ми беше шарана со крстови. Секој од нас има, може една комотно самостојна изложба да направиме со заканите и навредите кои што ги добивавме што по телефон, што на Фейсбук, што приватно, што јавно. Ама, пак да ве подсетам, преживеавме режим и мислам дека е време да си честитаме и да ви честитам на сите кои бевте со нас и кои се боревте за да денес имаме ситуација во која што премиерот на државата доаѓа со нас да го прослави роденденот на центарот, кој што беше имено рушен, теменуван и парен. Но не само да се честитаме, туку да се подсетиме дека она што не чека е клучниот период и може би најтешкиот период, а тоа е да ги менуваме работите на подобро со едно забрзано темпо, и многу изгубивме. И конечно да подсетиме новата власт дека да внимава, затоа што излегува кога ќе погледнам назад дека се што замисливме остваривме. Добар ден на сите, јас сум Јасна Ловчаница Манџеловиќ, подобрам на структурите на фронт на поканата. Доаѓам од Македонското дружение на млади правници и на заштита од дискриминација. Македонското дружение на млади правници работи од 2010 година пред донесувањето на законот.
Морам да кажам дека во овие 7 години тежок беше патот кој го изодевме, да дојдеме до околу 15 пресуди во Република Македонија во кои е утврдена дискриминација по различни основи. Иако јас малку ќе наведам на една позитивна страна која е ексклузивна на тоа здружение, една од активностите на здружението во заштита од дискриминација беше стратешкото застапување, односно поддршка на судски случаи, обезбедување на лицата кои ќе пријават дискриминација адвокат и покривање на судските такси. Во овој период беа донесени отприлика околу 50 на пресуди, зборувам било од нив правосилни, дел се само првостепени, во кои имаш утврдена дискриминација по основ на етничка припадност, по основ на личен статус или бременост и по основ на попреченост. Една од трите фокус групи на нашата работа, тоест трите фокус групи, работата на проектот кој јас го спроведувам како координатор, беа ромите, припадниците на ЛГБТ заедницата и лицата со попреченост. Морам да кажам дека Република Македонија е исклучително стереотипно општество и дека можеби на тоа се должи фактот што во овие во изминатите 4 или 6 години кај нас во здружението лица кои се припадници на ЛГБТ заедницата имаше најмалку, односно имавме најмалку пријави од страна на овие лица, вкупно 2. Од тие 2 пријави, дека овие лица биле жртви на дискриминација, едното лице се повлече, а другото лице продолжи со постапка. Постапката Македонското здружение на млади правници ја поддржа само пред Управниот суд на Република Македонија, кој по отприлика 2 години донесе одлука со која дозволи, односно го поништи решението на Министерството за правда, каде на трансродовото лице не му беше овозможено да направи промена на полот во правата за водење на матична евиденција. Морам да кажам дека лицето претходно водело постапки пред органите, иако во Република Македонија постоеше уште еден случај каде што беше дозволена промена на полот, кој де факто не е тој од машки во женски и од женски во машки. Фактичка ситуација е сосема различна, но беше дозволено, а на ова лице не му беше возможено истото. Денес сме во една друга ситуација, кога мислам дека имаме повеќе пресуди, каде што се дозволува 2. Тоа се повеќе пресуди, каде што Управниот суд на Република Македонија овозможува едно лице да ги оствари своите права. Ние не сме еднакви. Сите ние луѓе сме различни, меѓутоа тоа не значи дека не треба да имаме еднаков пристап до нашите права. Македонското здружение на млади правници, конкретно јас и уште една колешка, сме дел од групата која работеше на измените на Законот за спречување и заштита од дискриминација и од нашето долгогодишно искуство, например, можеме да заклучиме дека не е проблем во македонскиот закон што, например, не е наведена сексуалната ориентација. Туку проблемот настануваше во пракса како основа за заштита, кој е заштитен со законот, кога по тоа и други основи институциите, односно и судовите и комисијата во одредени случаи за заштита од дискриминација не сакаше да го примени. Затоа кај нас, можеби, за разлика од други закони, имаме доста голем број на основи кои се таксативно наброени, за да не дојдеме до ситуација да имаме толкувања кои се ограничуваат на само она што е во нивното сваќање и прифаќање. Јас не продолжувам многу, би сакала да се отвори дискусија и би сакала да ви поздравам сите овде денес и да им честитам на долготрајната борба во заштитата на правата на луѓето и сметам дека доаѓа време кога луѓето ќе се отворат и ќе можат да зборуваат за она што се и кои се и заради тоа да не бидат осудувани. Бидејќи малиот број на пријави од страна на лицата, малиот број на поведени постапки, особено на припадниците на ЛГБТ заедницата, кој е неспоредливо помал во однос на другите лица,
се должи прецен на стереотипите во Република Македонија, на неприфаќањето на разликите, на нетолеранцијата на општеството како такво, на поединецот како таков, не само на она што се пласира од страна на политичките елити. Што да направиме, што е можно ние да направиме во однос на променет политички контекст? И јако се многу сигнификантно во однос на доминантните политики се уште, например, во отсутство на медиуми денеска, поради тоа што кој се дало изјава за 30 на минути, ние сме попирани со дискурс кој нас не ни дава простор да маневрираме. Покрај зголемената политичка подршка од страна на учите носители на власт во Македонија, така што се министрите, премиерот, некои критички преземени од страна на министерствата кои се наложени на делот на заштита на правата на другите. Имаме и пресуди во однос на Управниот суд, поврзани во рамките на заштита на правата на лицата да ги прилагодат ознаките за полуполитички помии. Имаме и Барата Назор од чуждестранска земја во Македонија кој во чешка процедура е сега тековно и во редовна стадена процедура. Значи имаме можност која ние треба да го искористиме, има можност која ние треба да искористиме, но имаме и риск. Ризикот е да доминантните политики останат се уште присутни. Ние не можеме да не разговараме за она што нас се уште не мача, тоа е дневниот политички, обществен, економски живот, кој не окупира, како што е нерешените судски случаи, кои нас ни го земат вниманието како дел, како активни политички учинители во нашето општество, а и економски, социјални, многумина од новите кои ние ги имаме во истражувањето, кажуваат дека голем дел од проблемите се поврзани со самата економска, социјална положба на самите луѓе. Како и нивното ментално здравје, нивното социјална состојба и секако глас, политички глас кои сите имаме, на кои сите имаме право. Јас би сака да прашам конкретно во однос на тоа што значи ова засилена политичка подршка за самите индивиди или на спомна тегувно во тоа што значи четвртознавање на институциите како механизам кој може да се користи во нашата правата на луѓе, а на што значи конкретно ова и за родовите организации, како вид на подршка може да очекуваме во рамките на не само за застапувањето на правата на родовите луѓе, не само во рамките на заштитата на правата на луѓе, но и во техничката и финансиска подршка. Ние, ако зборуваме од финансискиот подршка аспект, ние се уште говориме со присуство и со пристап кон средства и за жал се уште од ситуацијата. Ние се уште немаме проекти, инициативи поддржани од страна на држава и тоа во голем дел и финансиски, но и технички. Ние исто така, како што спомена Ирена, може да ги понудиме на Министерството потребно од нивна страна храбро да дадат акт, да ни придадат акт. Но дали се уште може да овие 4 години што можеме ние да направиме во овој нов мандат? И сакам да се сетя на некој начин камо да фокусирам затоа што можно, многу е веројатно да тие 4 години може да се намалат и може веднаш да се врати назад пак тој контекст кој ние не го сакаме, кој навистина ние се поредни да живеат. Прво, една конкретна работа која заборавив да ја споменам, сега ме потсети како може собранието покрај тоа што претениците може да бидат условно речено адвокати или застапници на ЛГБТ луѓето и постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот во собранието, која за жал претходен мандат не беше активна, односно не била активна неколку години. Тоа е најчесто така, бидејќи се погодува некој председател што не сака да ја води. Меѓутоа таму може граѓаните, вклучително и организациите, да праќаат представки за заштита на слободите и правата на граѓаните и уште една друга комисија, тоа е комисијата за еднакви можности на мажите и жените, стои во
описот, меѓутоа е комисија за еднакви можности во собранието, каде што може да се дискутираат одредени прашања. Ние веќе имавме една расправа по однос на кампања за жените, имаше осуда на дискриминација по основ на род во таа комисија, така што тие се прилично две комисии кои што можат да се користат од страна на и на организациите и на граѓаните со цел заштита на човековите права. Постојана таквата комисија има и мандат да следи имплементацијата на остварувањето на човековите права на граѓаните, како тие што се гарантирани со Уставот, така и тие кои што се гарантирани со меѓународни договори кои Република Македонија ги ратификувала. Во однос на финансиските средства, и тоа е мака која што не има само ЛГБТ заедницата, односно организациите кои работат во однос на тие права, туку целиот невладин сектор, и постојано се слуша дека невладиниот сектор за жал зависи повеќе од странски донатори, отколку што може да зборуваме за некаква самоодржливост на невладиниот сектор. Министерството за финансии во буџетот ќе видите дека сите години стои една ставка, не се лажам, ставка 12, која вели трансфер на невладини организации, и тука е предвиден фонд на средства кои чинам дека во овој буџет се сколемени, и по основ на тоа може сите граѓански организации да аплицираат по однос на различни облици на владини фондови, и тоа е повеќе основ да разговарате, да го притиснете Министерството за финансии, а ќе добиете поддршка да се разбира и од дел од пратениците, за да може по отворено да се зборува и да се отварат програми за невладиниот сектор во основ најмногу на толеранција, односно прифаќање на разликите на нашето општество. Дискриминацијата е проблем не само за ЛГБТ луѓето. Значи, ние пред некој време јас бев на топ тема каде има емисија, има прилог за дискриминацијата во училиштата. И тоа е, Ирина века го спомна, тоа е навистина страшно. Дискриминацијата е по секој основ, дури и по политичка припадност на родителите. И имате деца во основна школа кои се расправаат за ВМРО и СДСМ и се тепаат и се поради политичка припадност. Тоа е страшно и на тој основ сите ќе треба да работиме. Затоа кога велам има дискриминација само по овој основ. Ова е само еден од десетиците основи. За жал, ова е најперманентен и најмногу насилство се прикажува по основ на овој основ, што е основ на дискриминацијата по овој основ, што е загрижувачки. И ние како пратеници мораме да придонесеме во јавниот дискурс, бидејќи често пати кога се зборува таа говорница не се пази што се зборува. И се зборуваат разни глупости кои влијаат на општествените текови, а често пратениците, и јас сама ќе се ставам во таа група, не сваќаме колку влијаеме на луѓето и колку луѓето после тоа ги прераскажуваат нашите зборови. Тоа е веќе основна свест. Тука не постои закон кој што може да го спречи тоа, не постои закон кој што може да спречи говор на омраза од говорница, бидејќи таа говорница штити од имунитетот, процедуралниот штити, меѓутоа имунитетот штити, ама етиката и моралот не штитат по основ на тоа прашање, така што тука заеднички имаме многу работа. Постои веројатност и политичкиот контекст да се смени, ама луѓето кои ќе се стапуваат граѓаните и кои се на определено ниво на свести, кои се борат сите овие години, единствениот начин да продолжиме. Нема друг начин. Ние во овие години ги одбравме судските постапки, бидејќи заклучивме дека судовите во Република Македонија се најефективниот механизам за заштита од дискриминација. Бидејќи сега можеби звучи некако не. Постојат повеќе институции, тоа се Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител, чии одлуки ја немаат на правна моќ под стравот за писмото извршување. И судовите беа најефикасниот механизам. Ние продолживме да поддржуваме судски постапки со цел да се донесат пресуди кои ќе доведат до определени општествени промени. Пресуди кои засегаат поголема група
на луѓе кои е најчесто дискриминирана и присуди кои понатаму без оглед што судската пракса кај нас не е примерен извор на правото, ќе послужат во постапка за менување на свеста и на мислењето и за користење од страна на колегите суди. Проблемот во Република Македонија е немање на правна сигурност, тој нема лесно да се искорени. Ние имаме спротиставени одлуки на судовите по исти и слични правни прашања за иста фактичка ситуација. Имаме сосема контрадикторни одлуки. Имаме одлуки каде што судовите применуваат не закони, применуваат неважечки прописи во Република Македонија. Од друга страна, имаме суди кои ја цитираат Европската конвенција за заштита на човековите права, значи сепак некаде постои таа свест. Почнато е да се гради и мислам дека не сме да се престане со работа. А најзначаен е политичкиот контекст од аспект на тоа што конечно луѓето, јас се надевам, ќе се окребат да застанат и да поведат определен спор ако, да речеме, по основна сексуална ориентација се дискриминирани во работен однос. Јас не познавам ниту еден случај каде што лице повело еден кој се повлекол. Мисли да ви истина, ама самостојно. Мислам, не беше подржан ни од ниједна организација, не ја знам пресудата каде што едно лице повело граѓанска постапка за заштита на неговите права по основ на сексуална ориентација во Република Македонија. Тоа не се должи само на немање закон, тоа се должи на немање храброст на луѓето, немање доверба во правниот систем да ги заштитат своите права.